Председателке, добре дојдовте, ви благодарам што сте со нас. Добро ве најдов, благодарам што ме поканивте. Некако активно стартуваше годинава на политички план, во средата се одржа лидерска средба на која што присуствуваа лидерите на 5 политички партии кои што имаат свои пратенички групи во собранието на покана на премиерот Христијан Мицковски, но не се појави лидерот на СДСМ Венко Филипче. Како вие го гледате овој настан? Како професорка, како и многу други мои колеги, може би рекла дека лидерските средби ја јакнеат силата на лидерите и на партиите, ги слабеат институциите, но во поделено општество какво што е нашево и во рамките на консоцијативната демократија што ја вградивме не само во праксата, туку и во уставот, добро е понекогаш да се сретнат. Многу подобро одошто да разговараат со посредници. Амбиентот е поинаков, луѓето се однесуваат поинаку и тогаш мислам кога се надвор од очите на јавноста успеваат да бидат поприродни. Резултатот го видовме. Сите беа некако релаксирани, уверени дека следниот чекор ќе биде уште подобар, тогаш мислам дека недостигаше и требаше таму да биде и лидерот на опозицијата, господинот Венко Филипче. Тоа го гледате како негова грешка? Да, подобро е да седнете, зошто како негова грешка, бидејќи покана доби. Подобро е да седнете некого, подобро е да го чуете, подобро е да ги чуете и другите, па да дадете изјава. Главна тема за која што се разговарало на средбата, од она што го добивме како информација од лидерите, е укинувањето на пржинската или така наречена техничка влада. Од сите присутни, мнозинството рекле дека прифаќаат одлагање, укинување со тоа што дел од нив понудиле можност тоа да биде со одложено дејство. Меѓутоа, СДСМ се противи конкретно на укинувањето на техничката влада. Кој е вашиот став како председател на државата? Потребен ни е ваков механизам? Јас не можам да го заборавам професорот во мене и ќе кажам. Да, постојат технички влади, тие се формираат или во амбиент на криза, или пред избори, редовно се или експертски, составени од професори, или од експерти, на чело на владата стои некој врвен економист, или од бирократи. Нашата влада се вика техничка влада, но ништо техничко нема во неа. Техничкото секогаш се врзува за стручност и компетентност, а никогаш не за партиска припадност. Значи, ние имаме една препартиска изборна влада, морам да кажам, и покрај тоа што функционира, нема уставен основ. Отворете го уставот во делот за владата, нема да најдете никаде дека има преодна или техничка влада. Кога реков препартиска, мислев на структурата, обично внатре седат најоданите партиски луѓе и она што ја прави интересна за проучување и за критика, зборувам во рамките на уставното право и политичкиот систем, се некои чудни функции од типот на дополнителни заменици министри, дополнителни министри со некои чудни овластувања од типот да имаат право на вето и слично. Дека е надвор од уставот и законот, ќе ви дадам уште еден факт. Во оваа влада има чудна надлежност Државната изборна комисија кога се работи за спорови врзани за финансиите и слично. Отворете го изборниот законник, тој е матичниот закон за Државната изборна комисија, тамо нема ниту збор. Оваа влада дури и временски е ограничена, убаво си пишува, иначе таа има 3 члена, ги менува членовите од 44 до 51 и меѓу останатото пишува дека ќе се примени, ќе се аплицира во 1916 година. Но се аплицираше неколку пати, не дојде на дневен ред на Уставниот суд
и сега е се уште жива. Ако тоа се толерирало и ако тоа е влогот, еве, јас мислам дека дури и таков договор можеле bona fide, ама спротивно на уставот и законот, уште на овие избори да спроведат. Иначе, не ми е позната реториката на сите партии. Сите, па и Социјалдемократскиот сојуз и неговите лидери, ги помнам како велеа дека треба да се укине техничката влада. И уште една реченица. Врв на тоа дека техничката влада може да се перцепира и законно да се применува како што сакате, според политичка волја, беше последниот случај. Во измените на законот за владата пишува дека, нели, премиер ќе биде лидерот на партијата со најмногу гласови, со најмногу пратеници во собранието. Тоа не беше почитувано. Мислите на тоа кога Талат Џафери стана премиер на државата? И тоа го ставив, да. Ве разбирам, председателке, но од друга страна лидерот на СДСМ вели дека техничката влада е единствен гарант за слободни избори во државата, тврдејќи дека ВМРО ДПМН веќе ја преземале контролата врз сите институции во државата. Чувствувате како председател такво нешто? Не чувствувам такво нешто, меѓутоа еве да коментирам. Во законот за владата, замислете, има можност кога ќе дојдете на некоја од функциите што се одредени, да именувате не знам колку своји и така натаму, што е директно спротивно па на изборниот законник, каде што има одредби дека не смеете, бидејќи никаде пред избори или за време на избори не треба да има вработувања, доделувања на пензии и така натаму, овде има. Но еве, не влегувам во таа сфера. Можеле да седнат, јас колку што паметам, премиерот уште пред да ја закаже оваа средба, велеше дека ако се инсистира на тоа, еве да поживее оваа влада уште за овие избори, и за тоа и тоа сме спремни да го направиме. Впрочем, еве јас и тука ја изјавувам дека не мислам дека е добро да има предвремени избори. Мислам дека имаме многу сериозни проблеми почнати за извршување и дека е добро да се завршат некои од нив. Во тој пакет од разговори на лидерската средба е и договорот за измени во изборниот законник. Ако се вратам низ годините назад, за што се сме разговарале во однос на измени за изборен законник, мислам дека има голем исчекор во насока на тоа дека сите изразија подготвеност за воведување на една изборна единица. Ова беше незамисливо пред неколку години. Меѓутоа, очекувате ли дека ќе се постигне такво нешто? Даден е рок од 6 месеци. Разликите се различни предлози. Има поголемо учество на диаспората, отворени, затворени листи. Може ли да се постигне компромис? Учеството на диаспората не е нешто ново. Диаспората учествувал и во некои други држави учествува диаспората, во некои не, но имаше постапка судска дека штом се државјани, тие исто така имаат право да гласаат, па дури и пасивно избирачко право. Тоа е едното. Изборниот законник доби ваква форма, кодифицирана во 2006 година, и тоа беше голем исчекор и поздравено беше од Венецијанската комисија, зашто до тогаш имаше неколку закони за парламент, за изборни единици, за локални избори, со паралелни одредби, па дури и противречни. Понатамо во текот на измените, мислам дека наместо да добие на квалитет, изборниот закон губеше. Значи, битна измена во случајов би било околу начинот на трансформирање на добиените гласови во мандати, изборуваме за техника. Изборен систем е нешто друго, пропорционален, мнозински, ама има различни техники и ова и тоа. Значи, каков ќе одбереме тука, каква техника и ова што велите вие, да, што е многу, многу битно, како ќе ја третираме државата. Дали како една изборна единица или ќе ја делиме. Различни примери има и ние сме поминале низ
различни примери. Сме имали и мнозински систем, и мешавит систем со доминантен мнозински систем, но и со елементи на пропорционален, една изборна единица, мислам на вторите избори, и имаме пропорционален изборен систем, кој што обично во науката и праксата се врзува за поделените држави, за држави кои што имаат различни етнички, верски и други малцинства, иако и тука нема правило, да речеме и нашите соседи имаат исто така малцинства, тоа е јасно, меѓутоа, например, некои од нив во уставите забрануваат партии врз етничка и верска основа, што значи дека не може да дојде до израз и овој елемент. Интересен е исчекорот на вистина. И самата сум била во собранието, сме дискутирале, и јас сум била една од оние што велеле дека иако една изборна единица не е многу присутен модел, Данска, Холандија, една изборна единица, и особено има во изборен праг, гледам дека сега има поинакво мислење. Што е вредноста на едната изборна единица? Еднаквоста на гласот. Бидејќи во минатото, ако правите научна или стручна анализа, ќе видите дека во различни изборни единици се добивал мандат со различен број гласови, што на некој начин значи дискриминација. Друго, дека тогаш општите интереси ќе дојдат до израз. Има сега, се разбира, и забелешки, мани, например, дека сепак сите области на територијата на државата или имаат специфични карактеристики и дека можеби некој оттаму најдобро ќе ги интерпретира или ќе ги представува и ќе ги брани тие интереси, но и за тоа има лек. Значи, опасноста е да не стане центарот, бастионот, тврдината која што за се одлучува, затоа што сме една изборна единица. Но, ако има согласност, морам да кажам, таа согласност беше дадена уште во 2016 година, да подсетам. И потоа беше заборавена. Време е сега, еве, да седнат, уште една причина да седнат заедно, да креираат решенија и не на крајот на мандатот, туку на почетокот на мандатот. Не е само изборната единица, тука се и бројот на подписите што треба да се соберат за да може да има независни листи, тука е финансирањето, тука е рекламирањето, тука се и препораките и на ОПСЕ, ОДИР и на Венецијанска комисија, и мислам дека тоа може да биде добра подготовка за некои избори. Да, имаат време да работат на тоа. Председател, ќе предизвикавте различни реакции во јавноста со именувањето на вашите предлози за членови во Судскиот совет. Станува збор за адвокатката Сања Јошевска Анастасовска и Сузана Јошевска Анастасовска и професорката Арлинда Шахиновиќ. Кадри да. Некои позитивно гледаат на вашиот чекор. Има во одреден дел од јавноста критики. Која беше вашата цел со именувањето на овие личности? Се разбира, добро е што има реакции. Јас се водев од тоа што мене ми го обележува животот. Од стручноста и компетентноста. Впрочем, јас не знам колку извештаи годишни сме добиле, ама и совети, па и изјави сме чуле за департизација и деполитизација. Мене не ме интересираше. За среќа обете не се партиски луѓе, значи се водев од стручноста и компетентноста и ги консултирав, се разбира, оние кои се стручни и компетентни во оваа област. Забелешките воопшто не држат. Веднаш ќе кажам, например, да, јас знам за сите нас што значеше 27-ми, особено за мене, јас сум специјално травматизирана. Причината зошто, бидејќи за време на мојов мандат веќе тројца од нив починаа во затворот со драконски, не со одветни казни, ама веднаш ќе кажам, една од моите кандидатки
со право пред Уставниот суд. Исто така мислам дека им Светскиот македонски конгрес истовремено покрена постапка за укажувајќи на дискриминацијата како во квалификацијата на делото, така и во судењето, така и во должината на казните. Не гледам јас тука проблем. Згора, еве за јавноста да кажам дека добар правник и етички размислува. Е мојата кандидатка исто, на некои од тие кандидати волонтерски или пробоно им помагала. Што се однесува до шарени револуции и слично. Видете, луѓето од различни причини се појавуваат тамо. Се додека не беше киднапирана. И мои колеги имам. Јас не можам да ги избришам, тие можеби го критикувале јавното обвинителство. Например, мојата кандидатка си заминала оттамо. Мислам дека фактот што во фелата не само што ужива углед, фактот што била извореден студент, но и фактот што е храбра да ги каже нештата јавно, ја прави на вистинска личност за еден ваков орган. И ќе ви кажам, дури и пратив порака, време е да се разбурка судскиот совет, што се однесува до втората кандидатка, млада, да, исто така, млада професорка, посветена на професијата. Тезите што ги слушам, не знам, за хонорари, не знам што, видите, ако вие сте експерт па го ангажирале во една асоциација и добиете сума од 30.000 денари, вистина е тоа тежок криминал. Неверојатен однос. Мислам дека требаше уште поголема поддршка да имаат и еве, што е за мене најважно. Ако фелата застанува зад нив, а фелата застанува без оглед на партиска блискост, ако председателот на судскиот совет во нив препознава идни, вредни, потребни колешки, јас мислам дека добар чекор сум направила. Впрочем, времето ќе покаже. Да заклучиме, според вас нема ништо спорно во CV-ата на предложените кандидати? Воопшто нема ништо спорно. Нема ништо спорно во CV-ата. Напротив, се што правеле било врзано за правото. Се што правеле било врзано за стручноста и компетентноста. Не гледам тогаш пречка. Председателке... Посакувам и другите членови на судскиот совет да ја следат оваа траекторија овој пат и тогаш мислам дека ќе има реформи. Оти без реформски профили на луѓе не може да има реформа во судството. Очекувате тие да предизвикаат раздвижување во Совет? Очекувам, ги гледате и нивните изјави. Тие и досега биле раздвижени, зошто не би се движеле и во амбиент што е нивен. Ќе следиме што ќе се случува, се надевам дека ќе биде така. Председателке, Соединетите Американски држави го замрзна издавањето на имигрантски визи за граѓаните од Македонија. Опозицијата вели дека власта ја изолира државата. Какви се вашите информации? Што се случува на овој план? Има ли некакви промени во односите со Соединетите Американски држави? Се разбира дека нема, тоа е американска национална политика и веројатно не изолира Соединетите Американски држави 87 земји. Тоа не ве 86. 75. Пардон, 75 држави. Значи, за мене тоа беше очекувана мерка. Зошто? Заради рестриктивната политика кон имиграцијата. Логично е дека ако го направите тој прв чекор, вие сега ќе гледате и во оние кои можеби доаѓаат по легален пат, но не се студенти или не се на определени служби, туку доаѓаат на друг начин, а потоа преку продолжување на просторот, на престојот или пак преку некои други патишта се обидуваат да остануваат, да останат тамо. Впрочем, не сме ние осамени. За мене тоа на некој начин само од еден аспект, може би од безбедносен ме заплашува. Зошто? Бидејќи ако ја имате во истиот круг
и Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и нас, треба да размислиме, бидејќи Соединетите Американски држави исто така во ова време невреме гледаат, значи и безбедносните закани целосно да ги анулираат. А дека е ова посебна мерка кон нас, мислам дека апсолутно не држи. Кога зборуваме за безбедносните закани, морам да ве прашам како председател на држава земја членка на НАТО, Така. што ќе прави Македонија во ситуацијата со Гренланд? Дали како членка на НАТО ќе ги следиме позициите на САД или како земја кандидат за членство во Европската унија ќе се усогласуваме со надворешната политика на Европската унија? Повторно истото професорското во мене, обично за малите држави се вели дека се внимателни, дека се тивки, дека не реагираат први и брзо и дека секогаш се повикуваат на правото, правдата и на институциите. Ние сме, да, стратешки партнери со САД и символично тоа беше тогаш важно. Тие ни понудија. Зошто? Бидејќи, иако председателот на САД најави дека утредента и ние ќе станеме членка на НАТО, не дојде до тоа, очигледно од европските актери, а не знам, може би и разговарале, не можам да зборувам за се во ова. Ние имаме 100% заедничка надворешна и безбедносна политика со Европската унија, нешто во што сме први во реонот, истите проблеми, истите дилеми што ги имаат сите тие и оние кои што седат на состаноците, а и оние кои имаат забелешки на се во ова што се случува, но и на генезата која што доведе до, како да кажам, може би најсуровата реалност од не знам кога не сме имале вакво нешто, бидејќи очигледно се работи за враќање на Монроовата доктрина, понатаму се зборува за стратешка, за арктичка, ама и енергетска супериорност и тогаш работите не се решаваат така како што ние малите држави ги решаваме и јас ги пратам сцените, јас не можам да ви кажам во моментов што ќе направиме, бидејќи прашањето што се поставуваше се однесуваше претходно на Венецуела, таму имаше и еден друг ореол така, од кој што тргнуваме, многу поинаква, затоа што таму и веќе има НАТО. Од вашите зборови дека поголемо е пријателството со САД отколку со Брисел? Не, пријателството, европското пријателство е затоа што ние имаме заедничка надворешна и безбедносна политика, затоа што сме ние овде во Европа, значи тоа е нашата татковина, ние не можеме да бидеме виртуелна 51 членка на Американската федерација, ниту пак некој такво нешто ќе ни понуди. Не, мислам дека следиме се што се случува овде, впрочем и во разговорите, учествуваат и наши представници, кога велам разговорите, мислам на коалицијата на волните. Меѓутоа, немаме амбасадор во НАТО. Побарав информација од МНР, велат празни се 26 дипломатско-конзуларни представништва, меѓу другите и поголем дел од земјите во регионот. Што се случува со тој процес? Што се случува? Процесот е при крајот на подготовката. Ако забележувате, оваа влада излезе со стратешки пристап. Во смисла стратегија за економија, за развој, за диаспора, за соработка со невладин сектор и така натаму. Точно е дека ние имаме амбасадори од кариера извонредни. Точно е дека на повеќето им истече, во прашање е договарањето кој, каде, нема никакви проблеми во процесот? Јас немам проблеми досега, јас ја почитувам процедурата. Процедурата, знаете, дека стартува со министерот за надворешни работи, преку владата доаѓа кај мене. Имав ретка прилика да сретнам луѓе од и во мултилатералата и во државите со кои сум ги посетила, извореден впечаток ми оставија. Сега да, јас сакав све да проучам во министерството, да видам
каква е состојбата, како што знаете и имаше измени во Законот за надворешни работи за 50-50 и мислам дека набрзо ова прашање ќе се реши логично, рационално и како што треба. Морам да ве прашам, има ли воопшто некаква надеж кај вас за европските интеграции? Денеска потврдена официјално информацијата дека Бугарија оди на избори, кај нас не се случува ништо. Што ќе се прави со процесот? Видите, се разбира, европските интеграции нас не се високо на агендата. Не мора да значи дека вие европски се интегрирате само ако почнете преговори, па потоа излезе некој нов проблем, па вие пак треба нешто да направите, па за да направите еден чекор напред, некогаш два чекори назад, најчесто летво место, ама чувството вие дека сте обкружени со Европа. Да, ние подитно, така како што треба, реформски треба да влеземе во процесите на Копенхаген, поинаков ќе биде односот, а се разбира ова што го велите и да продолжиме. Ние имаме секогаш добра волја. Гледате, дури и после оние чудни интерпретации на настанот со прозорецот, човек доби впечаток дека се работи за филм на Спилберг, така беше тоа опишано, и веднаш излегоа и текстови што не смеат таков говор да употребуваат, каде што се генерализира нацијата и односот, но ете, излезе и наш граѓанин со бугарско самочувство и мислам дека тоа беше многу фер и многу одговорно и објасни дека не се работи за тоа, зашто некој мисли дека се случило. Значи, ништо лошо ние немаме со соседите, како што градиме патишта, пруги, посакувам да градиме и пријателство, меѓутоа мора еднаш да видиме до каде води уставната измена. Најпрво да подсетам, ниту една уставна измена што била имплицирана од надвор не довела до обединување. Напротив, ја продлабочила разединетоста внатре. Затоа не се оди надвор пред да се седне внатре, особено кога се има шанса тоа да се направи во собранието. Се разбира дека сум оптимист, нам ни се потребни реформите. Не за да седиме во Брисел и за да одлучуваме за други, туку за да живееме европски. Меѓутоа, последната реченица, ова што се случува во светот денеска, не подсетува на реформи насочени кон прогрес, туку на вистина бара разумно, посветено, добронамерно решавање, кое што за жал е оневозможено или неможно заради слабоста и маргинализацијата на Обединетите нации. Еве пак ја звучам како некој од мала држава. Секогаш ние се повикуваме на право, на принципи, на институции, бидејќи тогаш, како дел од мултилатерализмот, сме најзаштитени. Ама, За жал не секогаш се почитува. Не. Светот е денеска јасно е како триполарен, со уште многу непредвидливи играчи на мултиполарната сцена, но една знам, за да биде ЕУ сепак компетитивен и почитуван играч на мултиполарната сцена, и треба што е можно поголема интегрираност политичка, ама ако сакате и евроинтеграцијска. Председателки, благодарам многу за гостување. И јас многу за поканата.